Најавив, да, тој српските медиуми за него рекоа дека е македонското чудо од дета. Македонските медиуми не го нарекоа така, ама еве јас ви кажувам, тој е нашето македонско чудо од дете. Петар Богатиновски пред 8 дена повторно се качи на победничкиот пиедестал, стана шампион во централноевропската зона, што му донесе и билет за светско. Повторувам, билет за светско кој што ќе го видите тука некаде позади мене и пехарите заедно со Петар и неговиот татко, или тоа е големо финале. Ке се случува од 11 до 18 декември. И јас сум особено горда што утринската нателма ќе го има Петар Богатиновски заедно со Игор Богатиновски, неговиот татко, прв пат, еве вака во живо. Знам дека не е вообичаено, нели Петар, секогаш досега си бил некако, нели, со снимани прилози, нема никој да ти забележи. Ќе им биде на сите драго што ќе го видат Петар и што ќе чуја што има да ни каже. Поминаа само 8 дена, веројатно сеќавањата ти се свежи. Кажи ни како изгледаше да си дел од тоа нешто? Заблагодарам за тоа, за честитките. Исто така трката мене ми беше една од омилените трки, бидејќи го освоив тикетот за во Бахрин за на светско и прилично беше тешка трката поради тоа што не смев да влагам ја многу во дуели, бидејќи ако нешто се случеше или не ја завршев таа трка, можеше да не станам шампион и да не одам во светско. Кој помага најмногу? Тато помага најмногу со тие забелешки како треба тоа да се изгледа една трка? Да, татко ми помага за такви работи, бидејќи он сепак е шампион во автомобилизмот. Да. Сега тука со нас е драго и за Игор Богатиновски. Така 20 годишна кариера, 5 шампионски, да, титули пред некоја година ја завршивте својата кариера и како беше она, нели, само Ирена беше против кога Петар посака на 2 години да гледа без, нели, како беше, како сте рекле во едно интервју, велите на 2 години Петар седна и гледаше формула без да мрдне. Точно. Тогаш знаевте дека тоа е тоа. 2 сати спорт, толку мало дете, таков интерес. Значи, стварно беше фасцинантно. Да. И што си рековте, на 4,5 го однесовте самиот на картинг да пробувате? Па вака, јас уште бев актуелен спортист. Пробавме на картинг стазата во Борис Трајковски. Одма покажа талент. Што е талент, Игор? Што е талент? Што е талент? Када го дефинирам што е талент? Талент е за, според мене, Добро. за некој спорт, некој дете на првиот час кој одма ќе покаже дека умее да се знајде. дека може, дека он тоа го покажа. И така и беше 2015-та, јас ја завршив мојата автомобилистичка кариера и му се посветив на неја. Да. И кога дојдовте дома, што ви рече, како беше сега, тато, јас сакам така да бидам, да се тркам и ќе бидам дете, победник, он, така? Петар растеше со Lightning McQueen филмот. И од таму потекнува и бројот 95, со него заспиваше, со него све правеше, значи тоа му беше. Значи све имаше у Lightning McQueen, НССР Lightning McQueen, пижами Lightning McQueen, папучи, и така се почне една приказка. И задоволен ли е тато? Како, каде вие бевте? Каде се наоѓа таткото? Или како да кажам, оној кој што ги усмирува патиштата на Петар? Иако ние или овде немаме услови како што имаат другите тркачи, сепак Петар победува. Тешко е многу. Значи тешко е од секаков аспект. Значи пред се финансиски ова да се испрати, да се издржи, многу скап спорт е. А и дополнително е што ние, например, немаме професионална патека во Македонија. И сега останатите надпреварувачи, они ги носат, мислам, одат, сите имаат патеки во сите држави, дали е Италија, дали е Словенија, дали е Хрватска, без разлика Аустрија, со сите Петар што се надпреварува, они во своите држави имаат патеки и они викендите ги користат за тренинзи. И они имаат солидни тренинзи, генерално на тие патеки се возат трките, значи се во предност. Ние имаме 2 до 3 дена, зависи од нас колку порано можеме да отидеме на патеката. Да. И он има 3 дена да научи, да се прилагоди, да све тоа, значи околу сетапот, картингот. Во 3 дена се да се случи. Да. И успеваме да победиме. Значи за мене ова е Врв. голем успех. Да.
Како реагира таткото од стаза кога неговиот Петар победува? Таткото како реагира, значи најчесто Има емоции, мајката такви, прашува, Добро. пушти ми слика или некоја снимка. Тоа е невозможно. Да. Тоа е невозможно. Него ли снимаш? Да. Како да го снимам? Раце ми се тресат, Игра душа ми срца. трепери. Да. Значи, тоа е неописиво чувство. Значи, јас сум возел трки, али ова едно со друго Нема врска. нема врска. Да. Питар во едно свој интервју рекол дека во автомобилизмот многу бил важен ритамот во трката и си рекол Питар да нема осцилации во секој круг. Што значи тоа? Па да, многу е битно на сите тренинзи да си има добар ритам, односно времето да биде Константно. константно скоро исто, да биде во десетинки или илјадетинки, разлика да нема на пример по секунда или помалце помногу. Значи треба да има по 10 разлика од прилика, тоа е многу добар ритам, зашто ако немаш добар ритам во трка, не можеш да се приклучиш на тие побрзите и да се надпреваруваш за прво место. Да, супер. Пред короната беше некако полесно, така? Имаше подготовки, имаше можност за тренинзи, имаше можност, како си рекол, кошарка, англиски веројатно идеш и сега во време на корона и така натаму, но сега тоа не е така. Можеш да вежбаш дома на симулатор. Тоа е тоа. Да, значи стварно е многу потешко вака поради короната, бидејќи не можам. Исто така и немаме патеки во Македонија да тренирам, како што кажа Игора. И на симулаторот па доста ми помага тоа за некои стази. Еве, например, омилена игра ми е Формула 1, таа ми помогна доста. Исто треба да размислиш малку за да направиш во играта, да направиш така наречен сетап за колата како да функционира. Да. И дол си им на своите другарчиња? Па, да, и тоа сум. Сега баш пред да биде интервјуто ги прашав некоја да ги поздравам, ги поздравам. Сакам да цело оделение. Добро, кој е цело оделение, кажете? Кој е класот? Седмо, кој е? 7Б. Седмо Б од Владо Тасовски. Од Владо Тасовски. Еве, поздрав голем и до него. А кажи ми, ти некого натера да стане и тој картинг тркач? Некоја другарчињата посака да проба ова? Па да, поради нели отсуствувам пред трка 2-3 дена, не одам во школа и некој поради тоа дека нема да идат во школа, дека не си тука, а некои така сакале да пробат со мене да возат. Да, но сега со короната ти немаме во Македонија исто стази. Така. Оно што сакам да го кажам и да го потенцираме, Игор, веројатно и Петар, двајцата би биле најсрекни, и Ирена, иако е зад камера, цело семејство Богатиновски би биле најсрекни кога, еве, им велиме на сите оние кои што можеби ќе го погледнат Петар и во него ќе го видат тоа нешто кое што го има тој, дека потребна е само една голема фирма, еден добар спонзор и веќе Петар нема да има проблеми, така? Ке има Не, нема добро. проблеми Значи, да оваа требат. сезона, Добро. за Петар застана Агенцијата за млади и спорт. Нормално, значи тоа не е 100% и никој не може да обезбеди 100%, тоа е одреден процент кој што ни помогне и сме многу благодарни за тоа, посебно на Наумче Мојсовски, директорот кој застана позади проектов. Тука е Тинекс. Добро. Значи Тинекс 3 години Стои за помага вас, на Петар, така. да. Али сето тоа не е доволно за неговата кариера и да идеме напред, затоа што како Петар напредува, еве сега беше во мини класата, сега е во јуниор, и цело време трошковите само се зголемуваат и нема никогаш да се намалуваат, него како он иде Нагоре, погоре, или во- така идат така. и трошковите погоре. Да. Значи ако сме можеле да го издржиме тоа што го правеше Петар на 8-9 години без никаков спонзор, сега не можеме да веќе се невозможно. замислиме, а за до година веќе значи води во многу посериозна класа и овој картинг е многу поголем. Уште го немаме ни тестирано, сега стигна. Сега стигна. Да. И таа е класата веќе од 12 години каде што више стануваат поозбилни трките и Ништо, јас уште еднаш ке ве имаме во некоја следна пригода, се надевам с убави резултати од светското во Бахрейн, нели ке ни дојдете од 11 до 18 декември, ама вие ќе одите некој ден порано. Туку сакам да го прашам Петар, за кого навиваш во Формула 1? Во
Формула 1 порано навел за Луис Хамилтон, а сега навелам за Ландо Норис. Тој уште нема шампионска титула, но ако дојде до некој побрз тим, тогаш верувам дека ќе стане шампион. И сакам да прашам, сонот дека Петар некогаш ќе стане првиот македонски тркач во Формула 1 нема да остане, така? Само сон ќе се обидеме да го реализираме, зошто не? Да, значи, мојот сон е да стигнам до Формула 1. Значи, тоа ако стигнам како неопишливо е тоа чувство ако стигнам до Формула 1. Тогаш ќе кажеш. Тогаш ќе си кажеш, да. Петар, многу ви благодарам и за Игор. Благодарам Се и надевам дека ќе ни донесат убави резултати и од како е после 20, 18 декември се гледаме пак, Се важи? надевам. Со некој ваков пехар. Може Петар, договорено? Договорено.